Живееме во дигитална доба и затоа што живееме во дигитална доба, повеќето од рекламите со кои што се сретнуваме во секојдневието не се како порано веќе на билборди, на флаери и така натаму. Денеска генерално гледано рекламите ни се појавуваат на нашите телефони. И предпоставам дека ви се има случајно некогаш со некоја реклама или со некој бренд или со некој производ упорно да ви се појавува на каде и да користите на било кој пребарувач или на некој социјални мрежи или некоја апликација, упорно да ви се појавува тоа нешто и вие упорно да стискате не сакам close X и после некој време пак да ви се појави. За мене тоа е Тему. Јас од Тему немам купено ништо до сега, ама кога и да користам некоја апликација за која што не сакам да имам платена верзија за да нема реклами, нели, без пари ќе се ја користам, 95% би рекол од рекламите кои што ми се нудат на тие такви апликации се Тему. Цело време стискам X, цело време стискам Close, не ми интересира така, нема врска. Они се одлучени дека еден ден јас ќе им станам нив клиент, дека еден ден ќе купам нешто од нив. Може би се обидува да ме фатат на кондиција, може би ги се речат, ако му покажем ова реклама, може би нема 999 пати да го интересира, ама тој 1000 пат сигурно ќе сака да купи нешто. Сега се држам. Ама токму тоа во одредена смисла го гледам и во книгата Неемија. Неемија, поттикнат од Бог, почна да го обновува заедно со помошта на јудејците, да го обновуваат зидот околу Ерусалим. И тука се јавија Санавалат, Товија, Гешем и други луѓе чии имиња не се спомнуваат, барем до 6 глава, кои што упорно се обидуваа да го спречат тоа што Бог го има започнато. Ја не велам дека Тему е сатаната, ама чисто само сликовите да ви објаснам дека некој пат ќе се соочуваме со нешто што е упорно, со нешто што постојано ти вика ајде. И тоа го гледаме во книгата Неемија. И минатиот пат размислувавме на темата научи да кажеш не. Затоа што кога Санавалат, Товија и Гешем му пратија на Неемија човек и му рекоа ајде дојди да се видиме таму и таму кај долината Неемија рече не можам. Зошто? Затоа што имам поважна работа од ова. Изборувавме за тоа колку е важно во животот соодветно и проникливо да го користиме зборот не. И зборот не може да биде многу свет збор. Да, свети се зборовите и Господ, и Исус Христос, и Бог, и така натаму, и простување, и благодат, сето тоа. Ама и зборот не, колку и да е едноставен, може да биде свет. Зошто? Ако го користиме соодветно, ако го користиме проникливо, ќе знаеме како да кажеме не на работите кои што и на работите, на идеите, на луѓето, на очекувањата, кои што свесно или несвесно имаат за цел да не оттргнат од Божјата волја. Нека ни даде Господ мудрост кога да кажеме не. На кои луѓе да кажеме не? На кои разговори да кажеме не? На кои очекувања да кажеме не? На кои пораки да кажеме не? Зошто? Не затоа што сакаме да бидеме некултурни, да се правиме важни, јас сум од големото добро утро. Не, за да си го запазиме Божјиот повик, кој што е важен и е силен врз нашите животи. И сега доаѓаме до еден друг момент, кога непријателите на Неемија не се откажуваат. Они им кажа не, ама они уште продолжуваат и се обидуваат да го спречат Божјото дело во Ерусалим. И доаѓаме до тема која што верувам дека ќе биде важна за секој еден од нас и генерално гледано на почетокот проповедите не кажувам која е темата или кој е насловот, ама денеска ќе ви го кажам и насловот е пази со кого се советуваш. Причината зашто ви го кажувам ова е затоа што тоа ќе биде главната поента на днешната проповед. Пази со кого се советуваш. Или не само совет како некој официјален разговор, чека ја да те советувам. Пази според чие мислење се водиш во животот. Пази што слушаш и што примаш како вистина во својот живот. И сега, ти можеш да не пазиш, тоа е твоја работа, се разбира. Ама верувам дека доаѓам до текст кај што Бог ни кажува како да внимаваме од кого примаме совети и како да реагираме на разговорите на луѓето околу нас. Било да се верници или неверници. Било да се луѓе од светот, било да се луѓе од црквата. Кога ќе примиме некаква информација или ќе добиеме некаков совет, вака треба да направиш, така треба да постапиш,
треба да бидеме внимателни. И овој текст денес, како што ќе го гледаме, ни дава 3 филтри, преку кои што можеме да ги филтрираме советите и разговорите на луѓето. И ако не помине едно од тие 3 филтри, јас би рекол, кој да е таа личност, слободно можеш да кажеш, тоа мислење не ме засега мене. Ајде да почнеме да читаме. Значи, Неемија 6 од 4 до 14. Таму вели вака Неемија: 4 пати тие ми испраќаа таква покана, ајде да се сретнеме, и јас им враќав ист одговор. Не можам, зашто имам работа. Тогаш Санавалот го испрати по мене за 5-ти пат слугата свој со отворено писмо во раката своја. Во него беше напишано: глас се разнесува меѓу народите, и Гешем тврди дека Божем тие јудејците сте намислиле да дигнете востание, поради што и го зидаш зидот и сакаш да им бидеш цар, така се зборува. Си поставил и пророци да разгласуваат за тебе во Ерусалим и да говорат: цар јудејски. А таквите зборови ќе дојдат до царот, затоа дојди и ќе се посоветуваме заедно. Но јас испратив да му кажат: ништо такво немало, зашто зборуваш, сам си го измислил со својот ум. А тие сите не заплашуваа велејки, ќе им капнат рацете од таа работа, и таа нема да се заврши. Но јас уште повеќе си ги зацврстив рацете своји. Отидов во куќата на Шемаја, син на Делаја, син Мехетавелов. И тој се затвори и рече: да појдеме во Божиот дом, внатре во храмот, и да ја заклучиме потоа вратата на храмот, зашто ќе дојдат да те убијат ноќе. Но јас му одговорив: зарем треба да бега човек како мене? Треба ли таков човек како што сум јас да влезе во храмот за да остане жив? Не одам. Повторно не. Јас знаев дека не го беше испратил Бог, иако ми говореше пророчки. Мислам дека за овој стих можеме да цела проповед. Има луѓе кои што јас сум верник, ја ќе ти кажам што Бог ми кажа, врска нема. Зошто? После ќе размислувам, да не се залетувам. И потоа вели вака: иако ми говореше пророчки, туку дека Товија и Санавалот го беа подкупиле, тој беше подкупен за да ми исплаши, да постапам така и да сгрешам, да имаат за мене лошо мислење и да ме казнат за тоа со прекори. Помни ги, Боже мој, Товија и Санавалот според тие нивни дела, а исто така и пророчицата Ноадија и другите пророци што сакаа да ме уплашат. Интересен стих, интересен текст, зарем не? Доаѓа Неемија во ситуација каде што во 6 глава вели зидот беше завршен. На почетокот вика зидот беше завршен, уште врати да му поставивме, тоа е тоа. Ама овие, од почеток, уште кога Неемија помисли да градат, се до крајот и вратите пред да бидат поставени, они сакаат да го спречат Божјото дело. Да направат се што можат за едноставно тоа да прекине. И во тие нивни обиди користеа прво провокации, користеа подсмев, користеа закани за војна, и во еден момент во 4 глава рекоа ќе влеземе и ќе ги споубиеме сите. И кога видеа дека сите тие обиди не даваат никаков плод, они почнаа малце пополека. И ова некој пат ќе го приметите со луѓе кои што, особено со луѓе кои што, ако сте поверувале во Христос, сте тргнале по Божиот пат, на почетокот најблиските често се случува да ви се закануваат: ќе те оставам, ќе останеш на улица 1, 2, 3, секакви закани, и после некое време кога не успеваат тие обиди, ќе се обидат со помило да те тргнат од Бог. Ајде, во недела ќе правиме нешто друго. Ајде, не мора да читаш. Ајде, таман кога ќе треба ти да се сретне со црквата, они секој пат ќе имаат некоја идеја кај да одите и така натаму. Значи, непријателот си знае, ако на сила не може да те одвлече од Бог, ќе те одвлече пополека. Ама битно ќе се обиде, ќе те одвлече, ќе се обиде да те одвлече. Ама ќе ги искористи сите можни средства кои што му се на располагање. И тука овие тројца кои што се слика за тоа како сатаната нас не искушува, кога видоа дека на сила не можат, му рекоа: ајде да се видиме, ајде да седнеме. И кога Неемија им кажа не, они вика 4 пати праќаа луѓе. Со други зборови му вика: сигурен си? Ајде размисли. Размисли дали стварно не сакаш да се видиме и да разговараме. И Неемија вика 4 пати им праќав ист одговор: не. И во минатата проповед, како пример за некој кој што знаеше да каже не, го земавме Јосиф.
Сеќавате на Јосиф од Стариот Завет. Човек кој што браќата го продадоа, на крај заврши во Египет. И таму во Египет заврши во домот на еден човек по име Потифар. И сопругата на Потифар му го фрли окото на Јосиф. И Јосиф и кажа, минатиот пат зборевме дека Јосиф и кажа не. Ама тоа не е целата приказна, ако можам да кажам. Затоа што во Создавање 39.10 авторот, за кој што се верува дека е Мојсей, или во Битие 39.10 вели: и така таа му зборуваше на Јосиф за тоа секој ден. Секој ден исто искушение. Секој ден, кога и да види, му даваше знаци дека е заинтересирана за таков телесен однос. И он, што правеше? Вика, но тој не ја послуша да легне со неа, ниту се задржуваше кај неа. Секој ден. Јосиф ви кажуваше, не. Не. Ама минатиот пат зборувавме дека нашето не секој пат треба да има основа. Секој пат треба да има причина. Нето на Јосиф беше, зарем можам вака да сгрешам против Господарот и против Господ. Има шанси. Нето на Неемија беше не. Зошто? Затоа што имам поважна работа. Немам време да се занимавам со вакви разговори. И нашиот најдобар пример во однос на тоа како да се каже не и да се биде упорен во тоа не е Господ Исус Христос. Кога се крштеваше, се вели во Евангелијата дека Светиот Дух го однесе во пустината да биде искушуван. 3 пати му кажа не на сатаната. Не, не, не. И сите тие, како и ние, имаме непријател кој што не се откажува лесно. Ќе се обиде на било каков начин да дојде до нас. За мене, повторно, ако си купувате од Тему, купувајте си, немам ништо против Тему, не е ова антиреклама за Тему. За мене Тему е слика и прилика како сатаната некој пат не напаѓа. Значи, колку пати сум стиснал X или close или не ме интересира, не ме интересира. Пак ќе ти биде тоа понудено. И реалноста е дека кога се соочуваме со искушенијата на сатаната и се постојани, и секој ден, и можеби неколку пати во денот, ние немаме сила сами по себе да кажеме не. Некога сме уморни, некога сме напнати, и кога сме уморни, кога сме истоштени, сме многу посклонни да попуштиме. Таква е реалноста. Значи, кога сум расположен, кога сум наспан, кога Јаков спиел добро, кога никој не ми изнервирал во собраке, сум така, кога кажеш не сум се испразнил, добар сум, ајде ќе можам да се борам. Ама некој пат кога не си наспан, кога некој ќе те изнервира во собраке или нешто друго ќе се случи, колата нема да запали како сабајле, и едноставно си посклон да го изгубиш трпението. Посклон си тој гард, тој штит кој што го имаш према сатаната, да го спуштиш и да попуштиш. Во Евреите 4 глава, тој стих го цитирав минатата проповед, авторот на Евреите парафразиран вели дека имаме првосвештеник Господ Исус Христос, кој што мина низ сите искушенија кои се својствени за нас луѓето. Арно ама не направи грев. И продолжува авторот на тоа послание, тоа е 14 стих, и во 15 мислам дека беше вели затоа да дојдеме пред Божиот престол. Во време на потреба, кога имаме потреба од помош, кога сме искушувани и ќе речеме не можам јас веќе да издржам, ќе попуштам и така натаму, не можам веќе да кажувам не, да дојдеме кај оној кој што цело време кажуваше не, кога требаше да се каже не. И ветувањето во тој стих е дека ако побараме помош, ќе ни биде дадена таа помош. Навистина е жално кога ние како христијани во своји сили се бориме со искушенијата, кога имаме помош. Замисли надвор врне, имаш чадор во рака и ти киснеш и ќе се разболеш. Стварно нема смисла. Така? На ист начин е со искушенијата. Го имаш Господ Исус Христос на твоја страна. Какво и да е искушенијето? Ветувањето на Светото Писмо е прво вели дека он не падна на ниту едно искушение и тоа е да и амин, навистина не падна, ама кога ќе имаш ти твое искушение, дојди и речи: ти кој си победник над секој грев, ти кој си победник над секој искушение, помогни ми во ова моје искушение. 2 пати, 3 пати, 4 пати се соочувам со ова, немам веќе сила да кажам не.
И апостолот Павле во Новиот Завет вели дека Божјата сила може да се пројавува преку нашата слабост. Кога ќе кажеме Боже, ние сме нека слаби, речат јас сум јак во силата на Бог. Тоа е тоа. Вика, петиот пат кога тогаш Санавалат го испрати по мене за пети пат слугата свој со отворено писмо во раката своја. Значи не се откажуваат, повторно продолжуваат со напади. Ама интересно е во пети стих, кај што вели дека пети стих по пети пат пуштаат некој слуга и вели дојде со отворено писмо. И некој пат кога го читаме овој текст можеме само така да протрчаме низ таа фраза отворено писмо, ама има важно значење. Зошто? Во тоа време, кога некој некому праќал порака по писмо, особено кога станува збор за водач на водач, големец на големец, идејата е дека тоа што е запишано во тоа писмо треба да биде тајна. И за да остане тајна, во тоа време писмата се запечатувале, знаете, со топен восок, со печат и едноставно не можеш ти да го отвориш тоа писмо, освен ако не го скршиш печатот. Идејата била дека само примателот на писмото може да ја отвори таа доверлива порака. Што прави Санавалат? Лисица. Во неговото писмо пишува: се слуша глас помеѓу народите дека сакаш да станеш цар. Дека веќе ти имаш пророци во Ерусалим кои што викаат: Неемија е цар, Неемија е цар. Вика, ајде да се советуваме заедно, за да видиме како да постапиш во оваа ситуација. Сега, зошто е важно отворено писмо? Отворено писмо е отворена закана кон Неемија. Отворено писмо е порака со која што Санавалат сака да му каже дека од кога го пратив ова писмо, додека да дојде кај тебе, било кој можел да го прочита. И тој било кој можел да пушти глас дека ти сакаш да бидеш цар. И ако тој глас дојде до царот, имаш проблем. Зошто? Бидејќи Неемија му рече на царот: одам јас во Ерусалим да го обновам градот. А сега одеднаш го обнови градот, па сега можем и цар да бидам. И поентата е закана. Поентата е, ако Артаксеркс, царот во тоа време, дознае за вакво нешто, ти си готов. И како функционирало Персиското царство во тоа време? Царот, Артаксеркс во оваа ситуација, реално гледано големо царство било. И он не можел да има увид и контрола над се што се случува во царството. И за да има увид и контрола на некој начин, он си поставувал своји луѓе, доверливи луѓе, сатрапи ги викале, кои што биле одговорни за одредена област. И во претходно Неемија кажува дека он бил поставен за јудејската област, како одговорен пред царот за се што се случува во јудејската област. Негова задача била да собира данок, да го праќа тој данок кај царот, и негова задача била да се осигура дека нема да има никакви бунтови и никакви востанија. А Санавалат преку ова писмо уствари вели: ти си кренал бунт, ти си кренал востание. Сакаш да ја отфрлиш власта на царот. И не му вели тоа е лошо, туку вика: ајде се советуваме. Историски, ако читате, до овој момент кога се случуваат овие настани, веќе неколку сатрапи на царот Артаксеркс се побуниле против него. Неколку луѓе кои што ги поставил доверливи, со тек на време се осоколиле и си рекле: па јас ќе бидам цар. Зашто да му плаќаат толку данок на царот таму? Јас ќе владам со оваа област. И царот ги решил на многу едноставен начин. Праќа војска, ги срамнува тие градови, тие места до земја и тоа е тоа. И Санавалат му на некој начин му вели да не дојде до тоа во Ерусалим, ајде да се советуваме. Ајде да се советуваме. Со други зборови, тоа е каде се наоѓа, во кој стих беше? 7 стих. Затоа дојди и ќе се посоветуваме заедно. Со други зборови, ова е покана. Дојди да разговараме. Дојди да ти го кажам моето мислење за оваа ситуација. Дојди да ти кажам како ти треба да постапиш во оваа криза или потенцијална криза во која што ти се наоѓаш. А одговорот на Неемија е: ништо такво немало зашто зборуваш, сам си го измислил со својот ум. Со други зборови, Неемија повторно вели: не. Ама се прашувам во која насока ќе се движеше оваа книга и дејството во оваа книга, ако Неемија стварно отидеше да се посоветува со него.
Да рече, ај баш да видам што оваа личност има да каже. Ќе седнеме, ќе се напиеме кафе, ќе се напиеме сокче и да видам што оваа личност има мене да ми каже. Каков совет има да ми даде. Кој знае како ќе се движеше дејството во оваа книга. Ама во контекст на тоа, не само тоа, Санавалат не е единствениот кој што му понуди наводно добронамерен совет. После вели отидов во куќата на Шемаја, син на Делаја, и он му вика, ајде одиме во Божиот храм. Многу духовен предлог, така? Ајде одиме во црква. Во денешен контекст. Зошто? Да си го запази животот. Нееме му рече, не одам. Потоа се спомнува за уште на друга некоја пророчица, Ноадија. Вика, таа се обидуваше со своите совети да му влева страф на Неемија во однос на ситуацијата во која се наоѓа. Ама прашањето е, можеби во контекст на сите овие совети кои што Неемија ги добива во оваа глава, прашањето кое што би било добро да си го поставиме ние денес е со кого јас се советувам. Кои се луѓето на кои што јас им дозволувам, Неемија не им дозволи. Супер. Ама ајде ние денеска се прашаме. Кои се луѓето на кои што ние им дозволуваме да ни даваат совети, да имаат влијателно мислење во нашите животи, да ни даваат насока, вака треба да постапиш, така треба да постапиш и така натаму. Во овие стихови гледаме тројца луѓе кои што се обидува да го советуваат Неемија. Он беше доволно мудар да рече не. Прашањето е колку сме ние мудри во однос на советите што ги примаме, ама треба да растеме, дури да не сме. Ама има тројца луѓе. Санавалат, за кој што во 2 глава 10 стих се вели дека му стана непријатно кога некој дојде да се грижи за доброто на Божиот народ. Човек кој што не го сакаше доброто на Божиот народ. Да го преведеме тоа во денешен контекст. Човек кој што не го сака доброто на црквата. Човек кој што постојано критикува црквата. Не викам дека црквата не треба да се добронамерно да се критикува. Ама човек кој што нема ништо добро да каже за црквата. Кој што се нешто му смета. Тоа е такви Санавалат имаме и денеска. Потоа Шемаја, кој што на Неемија му кажа, го советуваше, кога му рече ајде одиме во Божиот храм, он во суштина го советуваше Неемија да постапи спротивно на Божиот збор. Во тоа време, во храмот, влегуваат само службеници, луѓе што служат, свештеници, левити. Он му вели, индиректно, ако читаме меѓу редови, прекрши го Божиот збор, за да си го запазиш својот живот. Прекрши го Божиот збор, води се според интуиција, според страв, според своите чувства, за да се извадиш од оваа ситуација. Такви советници не ни требаат во живот. Чекај, аз ќе ти кажам што да направиш. Многу ретко луѓето ни кажуваат прекрши го Божиот збор, за да си го спаси животот. Ама ни даваат совети кои што се световни за да излеземе од некоја криза, од некоја ситуација. Било да е меѓусебен однос конфликт, било да се финансии, што и да е. Еве што треба да направиш за тебе да ти биде добро. И на крајот имаме пророчица, некоја Ноадија, која што сакала да влева страв со неизините коментари, со неизините совети и тоа што го кажувала. Ама во однос на советувањето не е главна тема во глава 4, да бидеме најасно, ама е тема за која што би сакал денеска да размислуваме. Советување. И во однос на советувањето или од кого примаме совет, на кои луѓе им дозволуваме да влијат во нашите животи со нивното мислење, со нивните зборови, генерално гледано христијаните, ние како христијани можеме да направиме 3 грешки. Првата е воопшто да не се советуваме. Јас сум најпаметен, јас сум читал Библија, јас сум 20 години во црква, јас сум читал книги, јас го видов тоа клипче на YouTube, па овој, значи, јас знам како. И тоа е многу сериозна грешка. Кога јас и знам како треба. Нема што да се распрашувам по други луѓе, нема што да се консултирам со други верници, јас ја имам некој објективен поглед кон реалноста и тоа не е вистина. Никој од нас не ги согледува сите аспекти од една ситуација. Сите ние имаме нешто што го нарекуваат слепи точки во однос на расудувањето за конкретна ситуација. Некој конфликт, некој проблем, некој што и да е.
Сите ние имаме работи кои што не ги гледаме баш најдобро, а некој друг од страна може да ги види. И тој друг од страна, ако се советуваме, ќе ни ги укаже. Ако не, можеме да направиме сериозна грешка. Некогаш нашето расудување е поматено од повредени чувства, од гнев, од горделивост, од нервоза. Знаете, кога имате тие кои што сте имале, можеби перде кои што сте имале на очите, знаете дека нешто ви е поматено, некој пат кога го триеш окото, па нешто влегло, па не гледаш како што треба, тоа е такво е нашето расудување, кога гледаме ситуацијата, ја гледаме од перспектива на гнев, на љубомора, на нервоза, на горделивост и така натаму. Во Изреки, глава 19, стих 20 пишува: слушај совет и примај поука, за да станеш мудар во иднина. Во 20 глава, 18 стих, Соломон вели: намерите добиваат цврстина преку советување, дури по советувањето води војна. И сега некој ги рече, ја не планирам да водам војна. Не е поентата само за војна. Поентата е кога ќе носиш важни одлуки во животот. Имаш конфликт, советувај се. Треба да дигнеш кредит, советувај се. Треба да отидеш со некоја лично да се видиш некој пат, советувај се. Не е само за води војна, ова е за важни одлуки од секојдневието. Советувај се, бидејќи Бог неретко действува на таков начин. Да, вистина е дека секој христијанин во себе го има Светиот Дух и ние треба да растеме во мудроста, во расудувањето и така натаму. Ама повторно, некогаш некој работи заради својата грешност не ги гледаме, а некој друг ги гледа. И тој друг ќе ни каже: знаеш што, мислам дека не треба така да постапиш. Или ај размисли уште малку. Ајде не избрзувај. Ова не треба да води кон некој нездрава крајност, кај што ние ќе имаме духовни бебиситери, кои што цело време за нас ќе одлучуваат. Не, ние треба да растеме во мудроста, во расудувањето. Ама ако имаме важна одлука, хајде да се советуваме. Најди си човек со кој што ќе се советуваш и ќе речеш: таа личност има мудрост, тоа е Божи човек, тоа е Божи маж, Божја жена, гледам дека живее мудро, сакам да се советувам. Ние не веруваме во безгрешноста на луѓето. Може и тој некој пат да биде, или некој друг може да направи некаква грешка. Ама подобро е кога 2-3 глави размислуваат за една работа, отколку кога самите ние го правиме тоа. Втора грешка, која што можеме да направиме како христијани, кога станува збор за примањето совет, за тоа на кому дозволуваме да има влијателен збор или мислење во нашите животи, е да се советуваме, ама да не пазиме со кого се советуваме. Мислам дека ова е можеби почеста грешка. Во оваа ситуација ние го гледаме дека оди кај овој Шемаја, ај са навалат сам се покани да биде советник. Ама оди кај овој Шемаја, човекот што може му бил пријател, вика отидов кај него. Во куќата на Шемаја, најверојатно пријател, наведом пријател. И он му каже работи кои што не требаше да ги применува. Самото тоа што ние треба да се советуваме со други луѓе, не значи дека треба да примаме совет од било кого. Не само тоа, туку не значи дека треба да примаме совет од сите кои што се па дури и пријателски настроени кон нас. Ајде, кога некој е непријателски настроен кон нас, како са навалото ситуацијава, знам дека е непријателски настроен кон мене, ич не го есапам. Ама некој пат ќе има луѓе кои што се пријателски настроени кон нас и ќе ни даат совет кој што е непријателски за нас. И за тоа без разлика дали некој ми е близок по крв, по сродство на крв или по сродство дури и на вера, не значи дека јас таа личност треба да ја слушам. Не значи дека треба да ја слушам. Има некои христијани подобре да не ги слушаш, отколку да ги слушаш. Заради нивната телесност, заради што и да е. Затоа треба да бидеме внимателни. И да го земеме Неемија за пример. Еве, затоа велам дека овој текст ни дава филтри, 3 филтри, по кои што можеме да расудуваме, да ги филтрираме мислењата на другите луѓе. Неемија не прими совет од човек кој што не му го сакаше доброто на Божиот народ,
Неемија не прими совет од човек кој што го поттикна да го прекрши Божиот збор, и Неемија не прими совет од личност, од жена која што, иако се нарекуваше пророчица, и ви ќе речеш, како да не слушаш пророчица? Затоа што му влеваше страв. Затоа што не му даваше, не ја хранеше неговата вера со советите, туку страв. И он едноставно ги отфрли нивните совети. Првиот филтер се однесува на Божиот народ. Санавалат не го сакаше доброто на јудејците во таа ситуација, во тој период. Кога слушна дека нешто добро ќе се случува помеѓу јудејците, одма почна да критикува. Во денешен контекст, ако го преведеме тоа, кога ќе имам пред себе личност, која што постојано зборува лошо за црквата, која што постојано негодува, ова не чини, тоа не чини, вака треба да биде, овој вака ме погледна, тој така се изрази, тој не требаше да носи таква облека, таа песна не требаше да се пее, да не ги редам сите други работи. Ја велам дека треба да бидеме внимателни со таа личност. Да бидеме најасно, јас верувам во добронамерни критики насочени према црквата. Не е совршено ова што се случува тука. Ама се стремиме кон да биде нешто подобро. Ама кога има личност која што во разговор само негативно знае да каже, да зборува за црквата, а не сака да каже една добра работа за црквата, да бидеме внимателни. Јас лично навистина би се прашал дали би ја слушал таа личност во однос на совети кои што ќе ми ги дава не неопходно за црквата, па дури и за мојот личен живот. Дури и ако таа личност се нарекува христијанин. Дури и ако таа личност е редовна во црква, може би служи во црква, треба да се прашам. Има ли нешто важно оваа личност што може да ми го каже? Може би има. Ама не по автоматизам да го примам нејзиниот совет. Треба да бидеме внимателни. Вториот филтер се однесува на Божиот збор. Значи, прво е Божјата црква, Божиот народ, вториот се однесува на Божиот збор. Неемија вели, отидов во куќата на Шемаја и он ми вика, хајде да одиме во храмот, па не само да одиме во храмот, од внатре да го заклучиме. Со други зборови, ај нека нема богослужби, само ти живота си го спасиш. Мислам, во неколку аспекти неговиот совет нема смисла од перспектива на Светото писмо. Има луѓе кои што некој пат ќе не советуваат, може со црквата, може да се вон црквата, кои што свесно или несвесно ќе не советуваат да ги прекршиме принципите на Божиот збор. Тоа што е тука запишано. И кога имаме такви луѓе, треба да бидеме доста внимателни во однос на тоа што го кажуваат, во однос на нивните совети. Во Новиот Завет, кога ги уапсија апостолите, им рекоа, нема веќе да проповедате, они рекоа, чекајте малце. Ај вие просудете самите. Кого да слушаме? Вас или Бог? Тоа е реторичко прашање. Па се разбира дека ќе се водам според Божјото мислење, според Божјата заповед. Кога ќе имаш некој конфликт, некоја ситуација, некој ќе ти рече, не и простови на таа личност баталија, може би тоа ти го храни тебе егото, ма знаеш дека тоа не е според Божјиот збор. Знаеш дека тоа не е според Светото писмо. Кога ќе имаш можност за нечесна заработка и колегата ќе ти рече, хајде бе ќе извадиме 300 евра плюс месецов, ти викаш не, ова е спротивно на Божјиот збор. Не можем јас ова да го направам. Во Изреки 1 глава, начинот на кој што почнува цар Соломон изреки, покрај другото и синко, ако те мамат грешници, не попуштај. Не попуштај. Ако ти речат, ајде ќе отидеме, ќе го фатиме тој во замка, ќе се збогатиме, не, ти кажува да правиш нешто спротивно на Божјиот збор. Не попуштај. Може би не треба на таквите луѓе да им кажуваме бегај зад мене сатано, ама не треба да ги слушаме. Со должна почит кон било кој, можеш родител да ми бидеш, може мајка и татко да ми биде. Ако ти ме советуваш нешто што е спротивно на Божјиот збор, јас те сакам и ќе те почитувам како личност, ама твоето мислење е ирелевантно во таа ситуација. Неважно. Неважно. И третиот филтер, или третиот совет или мислење кое што Неемија го отфрли, се однесуваше на стравот. Кога пишува за пророчицата Ноадија,
Неемија вели дека она сакаше да го уплаши. И реалноста е дека советите и мислењата и разговорите со другите луѓе, зборам кога се за важни теми, не зборам за какво е денеска времето надвор, кога се за важни теми, за некоја одлука што треба да направиш, за како треба да постапиш во некоја ситуација, советите и размислувањата на луѓето, генерално гледано, или ќе го хранат стравот, или ќе ја хранат верата. Едно од тие две работи. И во Светото писмо на многу места ни се вели дека не треба да се плашиме од ништо друго, освен од Господ. И кога некој не советува и ни влева страв преку своите совети, наместо да ја охрабрува верата во Господ, да му веруваме на Господ, да се наслонуваме на Него, да се надеваме на Него, повторно, можам да бидам сигурен дека тој совет, дека тоа не е од Бог. И тука многу ми се допаѓа тој стих што го спомнав претходно, вели: јас знаев дека не го испратил Бог. И нека Господ по неговата милост ни даде преку Светиот Дух проникливост, кога ќе отвори некој уста да знаеме дека од Бог не е испратен. Јас кога почина пастор Васе, знаете дека он беше одговорен за хуманитарната. И кога почина он, хуманитарната некој време беше на пауза, и ми се јави еден човек кој што не му помагал, и ми рече: ајде разговараме, седнеме, разговараме за хуманитарната да ја продолжиме. И јас викам: фала ти Господе, ќе ја продолжиме хуманитарната, искусен човек кој знае така натаму сето тоа. Збориме. Ама претходно само реков: Господе, не ја познам таа личност, една сум кажал здраво на таа личност, реков само: одврзи му го јазикот. Ништо повеќе. Одврзи му го јазикот на овој човек. И он зборува сладкоречив, и на крајот се отвори устата и си ги кажа своите намери. Кажа се што мислеше. Од перспектива на повторно добронамерно, ама сватив дека овој човек е човекот кој што е можеби единствената личност во целиот свет кој што не треба да работи хуманитарна работа. Зошто? Бидејќи го гледаше како средство самиот да се збогати. И кога се заминав од таа средба, ја бев прерадосен. Зошто? Бог ми кажа дека не е испратен од него. Колку и да беше сладкоречив, колку и да беше: јас го почитував пастор Васе, па ние, како син му бев и така натаму. Не, Бог му го одврза јазикот и фала му на Господ за оние ситуации кога ни кажува дека некои луѓе не се испратени од него. Некој пат ќе биде полесно да ги препознаеме, некој пат ќе биде потешко да ги препознаеме. Тоа не значи дека некоја конкретна личност не е верник или дека него сака Господа, ама тој совет не е испратена таа личност од Бог да ми го каже тој совет. Она зборува од својата телесност, она зборува од својата повторно, можеби од својата грешност, од својата перспектива, субјективна, каква и да е. Оваа личност, тоа што ми го кажува, не е од Бог. Не ме вели, мене ми беше јасно. Значи, грешките кои што може да ги направиме во однос на советувањето е да не се советуваме, да се советуваме, ама да не пазиме со кого. И третата грешка, ама ова е засебна тема на проповед еден ден, ќе подетално ќе размислуваме, е да се советуваме само со оние кои што се согласуваат со нас. Тоа се тапкачи по рамо. Ти си секој пат управо. Ти си секогаш управо. У која ситуација ги речам: не, они се криви. Они не те разбрале. Не, он не требало така да ти каже. Не, сите се криви, само ти си во право. Тапкачите по рамо се луѓе кои што не сакаат, луѓе кои што верувам дека се луѓе кои што не сакаат, луѓе кои што верувам дека ни го посакуваат доброто, ама не водат кон доброто. Затоа што они мислат дека добро за тебе, јас да ти викам дека ти си во право и другите се криви. Ама не, добро е за тебе, некој ти кажам: братче, сестро, не бива вака. Оваа ситуација не си во право. Ама знае, не си во право во оваа ситуација. Може другиот направил нешто што те повредило, што те провоцирало, но твојата реакција не е добра. Ако имаш личност која што цело време ти вика: да, ти си во право, да, ти си добар, да, ти си кој што треба, пази се од нејзините совети. Добронамерно ти ги дава, верувам, ама не ти прави добро. Затоа што не те соочува со твоите слабости, не те соочува со твоите гревови, не те соочува со моментите кога ти си потврлил. И од тие луѓе, повторно, може да ни посакуваат добро, ама не секогаш ќе не водат кон добро. Неемија не беше совршен човек.
И ќе видиме има еден дел на крајот во 13 глава, кога дознава за некои работи што се случуваат. Павле проповедаше пред некоја година за 13 глава од Неемија. Неемија дојде од таму кој што го изгуби трпението, почна да ги тепа луѓето. Фала на Господ што Неемија не е пастор во црквата. Кога виде како луѓето почнаа да живеат непослушно, ги кубе, вика и ги тепав. Вие се жалите од нас тука. Има и полошо. Не беше совршен човек. Ама воден од Божјата мудрост знаеше да препознае кој совет не е за него. И преку оваа глава, преку овие стихови, верувам дека Бог сака и нам да ни даде мудрост. На некој начин Бог не советува како да не се советуваме. И ние може да го прифатиме ова, може да речеме не е во право ни тоа што го збореше Никола и може би како и да е. Ако го прифатиме ова, ќе го прифатиме за наше добро. Ако не го прифатиме, нема да го прифатиме за наша штета. Ама верувам дека ако се водиме според оваа мудрост, и во ниту еден момент не треба да доведуваме во прашање љубовта кон другите луѓе. Од Новиот Завет гледано и кон пријателите и кон непријателите. Самото тоа што јас не би прифатил советот од некој кој што според овие филтри не е добар совет, не значи дека таа личност не треба да ја сакам, не значи дека не треба да ја почитувам, не значи дури дека не треба да се молам за неа. Ама едноставно тоа што го кажуваш, извини, не е дадено од Бог. Може би нема да го кажем директно на таа личност, ама коментарот или мислењето или советот ќе го тргнам на страна. Ако е спротивно на тоа што е добро за Божиот народ, за црквата, ако е спротивно на тоа што Бог има кажано во неговиот збор и ако го храни мојот страв, а не ја храни мојата вера во Бог, Бог ми дава целосна слобода да кажам не. Тоа не е нељубезност, тоа не е некултурно однесување, тоа е си се сакам себе си повеќе од што го сакам твоето мислење. Ќе најдам некој кој што е помудар во однос на оваа ситуација, ќе најдам некој кој што ќе ми даде совет, кој што ќе биде согласно Божјата волја и ќе ја храни мојата вера во Бог, а нема да го храни стравот од околностите, од последиците, од ситуациите во кои се наоѓам.